Кандидатите за возачка од југоистокот го губаат трпението. Дел од нив се собра пред испитниот центар Аструмекс и побараа одговор зашто само во Струмица не се полага возачки, а во другите 7 центри е дозволено, иако сите испитни центри во Македонија немаат лиценциран кадар според постоечкиот закон. Плашејќи се дека ќе бидат јавно обележени, не сакаа пред камера да даваат изјави. Може да се реша тај проблем, да можеме да полагаме. Значи, това не може да чекаме ние 8 месеци. Това не е туку така нешто, некој документ, това е потреба. Значи на секој ни треба. Што ви кажа во испитниот центар? Дека нема тоа што бер. Сакам да полагам, ама секој ден или секој месец лажат, кажуват дека на крај на месецот, на друг месец времето се мине и никој ништо не реагира, никој ништо не прави за това да се почне да се полага. Лично ми треба возачката за мои потреби. Законот за безбедност во сообраќајот од 2015-та, чии одредби стапија во сила во декември лани, предвидува претседателите и членовите на испитните комисии да имаат лиценци за што треба да полагаат стручни испити пред посебна комисија при МВР. Со оглед дека постапката оди бавно, владата пред еден месец предложи измените на законот да се пролонгира до 30 ноември 2019-та. Прашањата за овие испити наметнуваат потреба во нивното обликување да бидат инволвирани соодветни наставно-научни профили, а постапката за нивно ангажирање трае подолго време. Од тие причини се предлага дополнителен временски период за заокружување на овој процес и одлагање на електронското полагање за стекнување со овие лиценци, кажаа тогаш од Министерството за внатрешни. Цели 5 месеци испитниот центар Аструмекс не врши теоретско и практично полагање за возачка. Речи се 1000 кандидати од југоистокот кои ја завршија обуката по автошколите чекаат милост некој да им помогне. Измените на законското решение се очекува пратениците да ги донесат на почетокот на идниот месец.